Питачењето на штипските улици станува се повеќе видливо, а меѓу питачите има и деца. Според Ерол Адемов од општина Штип, веќе е направено мапирање на децата кои питачат, при што, како што кажа, станува збор за околу 10 семејства. Тој посочи дека растот на цените дополнително ја продлабочува сиромаштијата, што ги прави најранливите категории граѓани уште поранливи, а децата се почесто се наоѓаат на улица наместо во училиште. Во однос на питачењето кое што го имаме во градот, тоа е навистина сериозен проблем, каде што ние и како локална самоуправа во изминатите години извршивме мапирање на сите дечиња кои што питачат во нашата општина. Секако разговаравме и со нивните родители. Она што е важно да се истакне дека станува збор за не повеќе од 10 ромски семејства кои што ја прават сликата лоша за сите граѓани во нашиот град. Јас сметам дека и како локална самоуправа и центрите за социјална работа и сите оние кои што на некој начин ќе можат да помогнат за решавање на овој проблем, да може да се организира еден состанок кој што ќе овозможи на ромската заедница да се намали пред се бројот на питачење, пред се во однос на дечињата кои што живеат во нашиот град, а со тоа и да можат и повозрасните, бидејќи како што знаеме дека социоекономскиот статус и во однос на животниот стандард, дека зголемувањето на цените се повеќе имаме зголемен број на сиромаштија, каде што овие ранливи категории на граѓани ги прави уште поранливи. Адемов вели дека тие во општината се залагаат целосно за децата роми. Како што вели, овде е вклучувањето на децата во предучилишното образование, а веднаш потоа со помош и поддршка и учениците во основно образование. Потоа вели дека доделуваат стипендии на ученици во средно образование, како и поддршка на студентите при Универзитетот Гоце Делчев. Она за кое што ние како локална самоуправа се залагаме е во делот на образованието. Тука е вклучувањето на децата во предучилишното образование, тоа го правиме со години. Исто така помош и поддршка на учениците во основното образование, исто така доделувањето на стипендии на сите средношколци во средното образование преку Министерството за образование и наука, а исто така и поддршка на студентите кои што ги имаме во нашата општина, а со тоа и ослободување во прва година од плаќањето на самата партиципација. Во делот на вработувањето, можам да истакнам дека ги запознаваме со оперативниот план на Агенцијата за вработување, со сите програми и мерки кои што ги има, се со цел да можат представниците од самата заедница низ низата на проекти кои што ги имаме веќе реализирано, а тоа се да можат истите да се стекнат со квалификации и вештини, кои што ќе им овозможат полесен пристап на пазарот на трудот. Адемов дополнително потенцираше дека голем број семејства од старото нервно оделение се згрижени во новите типски куќи. Станува збор за 41 ромско семејство, некаде околу 300 граѓани. Вели дека со ова е решен еден од клучните проблеми со кои се соочуваше ромската заедница. Сега, како што вели, тие имаат поквалитетни услови за живот.